Пештер од центарот. Видовме дека некои проекти се финансирани со средства од УСАИД. Сега, кога некои невладени организации ќе добијат пари од УСАИД, ги нарекуваме со РСУИ. Па да ја запрашам директорката, дали смета и таа дека е дел од друштвото на РСУИ-те, добро било да каже, во интерес на јавност. Кога зборуваме за инвестиции, дали биле во болницата или за нешто што е надвор од темата што е денес на дневен ред, односно точка на дневен ред, добро би било да се каже исто така и тоа што го слушнаме во разговорите помеѓу Јан Коловски и Станевски, каде што велат дека нашиот градоначалник Талевски е корумпиран до таска, случи да ово корумпиран до таска. Добро е да се каже како гледаме дека во разговорите слушаме, односно се бараат провизии за изградба на патишта и секога кажуваме дека се гради нешто, за се има сомнеш. Значи добро би било да се каже исто така како во Битола слушнавме едни исти лица гласале на две места и ако тоа ви дава право да сметате дека има легитимитет некој, тогаш во ред. Слушнавме исто така како некој бара да се од црни реки да се земат избирачки списоци. Запратените се следваш. Ајде, мола. Председателке, ако имате нешто да кажете, молам заедете збор. Јас имам право да прекинам тебе по согласно деловник кој ви земуваш од темата. Председателке, имавте право да ги прекинете и другите кои Не баше тоа моје право. Сега тебе те прекинувам по збор. Ви благодарам што имате различни аршини и тоа зборува за вашата демократија. Ајде, мола. Значи не молам. Не мола, значи сега. Ако сметате во ред. Нешто што е во контекст на Латвийска жупанска регион, зборувајте. Завршам. Значи, ако слушнавме како се бараат провизии за изградба на одредени проекти и реализирање на одредени проекти, тоа фрла сомнеш за секој извештај што го гласаме овде. Тоа е тоа. И ако сметате дека треба да се форсира девизата, може би града, ама и града, мислам дека е погрешно. Треба да се гради, меѓутоа не да се краде. И тоа е целата поента на след ова. И добро би било, уште еднаш сакам да запрашам советниците од ВМРО ДПМН, го праша пред координаторот Игор Качиевски, може некој друг да одговори, не е проблем. Зашто се потрошија тие 470.000 денари кај велосипедските патеки? Дали е тоа дел од бојата што се...